Освен вака инфраструктурата, што друго може да стасува на македонскиот фудбал да биде така Тренерски кадар според мене во помалите категории. Тоа е веќе 100%. Тоа е веќе еден период, долг период ја го зборам тоа. Не смееме да си дозволиме било кој да работи со децата. Предност треба да се даде на тие што играле фудбал. Долго време е тој проблем присутен. Фудбалска федерација треба да помага на клубовите, барем да има нормално платени тренери, си примаат плата, нели да ги мотивираат да работат. Jer и тука е проблем, немаат плати клубовите, немаат пари, па не може да најдат тренери. Тоа мал се треба да се среди, на некој начин да им се помага на посиломашните клубови, барем да створат подобри услови за работа во своите клубови. Така да треба овој дел да го појачаме за да почнеме стварно да ствараме играчи. Ама тие приватни школи се направени за тоа што нашите клубови немаат као порано што имавме петлиња, така? Пионери, кадети, младинци, па прв тим. Еден клуб, кажете, во Македонија кој што има свој скаут. Еден клуб во Македонија кој што има скаут или човек кој што ги следи младите категории, младите таленти кој што ги следи. Освен тренерот кој што ги стави играчите, така. Мора кај нас да се искорени тоа. Овде сме да збориме отворено. Мора да се искорени, овде мора да игра на војкоми, на баткоми, на таткоми. Тоа секако треба да се искорени за тоа што тоа е најкатастрофално нешто. Тој проблем постои, тој со проблем години постои назад. со години и години и години. Треба да играат најдобрите играчи. Така е. А не да играат тој што мене ми е пријател или тој што ми е другар или на брат дете бил или не знам кој. Тоа треба да се искорени ако сакаме да вадиме квалитетни деца. Ако не заслужува, не ме занима. Ги гледам млади категории. Гледам и Вардар и работнички, кога имам време одам гледам. Гледам што се случува играчи кои што играат во првите 11 и тренерот кој ќе направи замени. Замените се 3 класи подобри од првите 11, 3-4 играчи кои што играле. Ги гледам тоа со мој око, тоа ми е работа. До тоа доведува све ова што зборевме. Редовна исплата, редовна плата, квалитетни тренери се стават што играле фудбал и да нема татина мамина. Биди, фудбалот е јавна работа, сите гледаат. Нема лага тука. Ај друго е да го запослам сви ми у канцеларија, никој не гледа. Па може и да сгреши како пишува, не е поправи. Ќе поправи. Овде тоа го гледаат сите, родители доаѓаат. Ама тоа испливува еден ден после. Испливува еден ден. Ама на некој ќе му дое преку глава. Сакам да прашам за родителите во фудбалот. Дали со некогаш претеруваат со своите амбиции и што имате вака да им порачате на родители и млади деца кои што почнуваат да се занимаваат со фудбал, па макар да се и талентирани децата? Да ги остават децата да тренираат, да не им прават притисок, да немаат они како родители поголема желба од самите деца да станат амбиции. 100%. Да. Значи тоа не смее да се случува, треба детето да го остават само да се развива. Тоа кој е талентирано и ако има предиспозиции да стане играч, они да не сака да стане, он ќе стане. Така да од тој аспект треба да не ги малтретираат нити децата, нити тренерите да им прават притисок. Меѓутоа многу други работи треба да се средат кои што зборев пред тоа, за да се дојде на едно такво ниво каде што ќе функционира све онака гладко нормално. Нашите родители кога сме тренирале, не ни знаеле кога тренираме. Никогаш татко ми не бил на тренинг. Нити дошол на тренинг, нити на утакмица. Та едноставно треба да ги остават децата да работат и да играат. Ќе се види тоа како проаѓа време, ќе се види кој е поталентиран, кој е така да тука не е спорно ништо тука. Дарко што го кажа све исто тоа, сакав и јас исто да го кажам. Овие родители сега што се на децава, како што кажа Дарко, треба да ги остават деца да се развиваат. Али што доаѓа? Проблемот е тоа што претходно зборевме дека родителите се изреволтирани од ситуација каде што од утакмица на утакмица тренерите, тоа што кажав претходно. Мора да игра овој, мора да игра тој. И на овој, на овој. Да се искорени тоа ако сакаме да правиме квалитетни деца. Да го затворам овој проблем со финансискиот дел. Све кажавме двајцата, пак доаѓаме до клучниот дел, до финансиите. Клубовите и тренерите се во ситуација да немаат редовна плата. Па ги молат родителите, купи некои дресови, плати автобус, плати, и ти сега како родител кога даваш пари, очекуваш. Не очекуваш, него ти за тебе е нормално детето да ти игра, ако не е талентиран. Ти си као спонзор. Значи пак доаѓаме до тој финансиски дел кој е многу клучен за да све ова функционира добро. Тоа клубовите треба да се го покриваат, да немаат школите проблем во тој смисол, онда ќе се работи помирно и пореално, поквалитетно. Да. Значи све е тоа врзано, гледаш. Пресинг со Дарко Панчев.